Иако пред 2 недели од Државното обвинителство за медиумите информираа дека е одредена кривичната одговорност за трагедијата во модуларната болница во Тетово, се уште ја нема одлуката од кого ќе биде побарана одговорноста за изгубените 14 човечки животи во пожарот. Обвинителството официјално потврди само дека ќе има кривична одговорност, додека неофицијално се дознава дека за тоа ќе има пријави за 3 луѓе и 1 правен субјект. Јавно обвинителската одлука се изготвува и штом ќе биде донесена, јавноста веднаш ќе биде известена за сите детали во поглед на лоцираната кривична одговорност, се вели во денешниот одговор на јавното обвинителство. Граѓаните велат дека потребно е да има повеќе информации за случајот поради тоа што 14 луѓе го загубија животот. Според нив, крајно време е институциите да побараат одговорност за трагедијата. Очекувам да се најде одговор нормално, како и секој граѓанин. А сега од што тоа зависи точно, кој е надлежен, тоа се знае институциите. Мислим, ние како граѓани, свекако дека би сакале да се знае одговорот. Зашто тоа беше трагедија. Човечки животи. Мора да се најде виновникот. А ние тоа наша работа, ние не знаеме око тога. Тие тоа што работат, тие знаат. Наравно дека треба да има одговорност. Тоа е причина людскиот фактор. Јас така барем мислим. И тоа многу се долговлекува. Јас живеам тука близу. И децата и сите травматизирани, кога го гледа секој ден тоа ти го повраќа сликата. Директно бев тука јас, очевидец. Во 8 месеци додека трае истрагата се направија 4 вештачења за да се лоцираат причините и одговорноста поради кои настана пожарот. Стручни анализи беа направени од МВР, Технолошкиот факултет, од стручно лице електроинженер, како и експерти и истражители од Сојузната криминалистичка полиција на Германија. Во октомври 2021 по вештачење на МВР, обвинителството информираше дека пожарот во модуларната болница настанал како последица на запален продолжен кабел на кој бил приклучен дефибрилатор, апарат за реанимација, полнач за мобилен телефон и уште еден уред. Тогашните двајца директори на Тетовската болница поднесоа оставка, но останаа на функциите се до преструктурирањето на владата. Јавноста побара оставки од министерот Венко Филипчи владата, но тоа не се случи. Преку марш, граѓаните на Тетово лани во септември побараа одговорност поради настраданите.